Весело и колоритно катче добија младите струмичани. Сутеренот на општината ги отвори вратите за младите граѓани кои тука ќе можат да ги реализираат своите идеи, но и да дадат предлози за тоа како сакаат да се развива градот во кој живеат. Градоначалникот Костадинов вели дека просторот им прилега на младите и веќе се знаат првите настани што ќе се одржат тука. Општина која што во темелите на зградата го даде местото за младите. И тоа е символиката на оваа просторија. Се надам дека ќе имаме многу млади струмичани и струмичанки, многу граѓански организации, кои што нивните настани, нивните обуки, нивното време, макар и слободно, време за дружење, го поминуваат во просториите на Младински центар Струмица. Јас верувам дека ако до пред една година говоревме дека младите немаат простор и просторија каде ќе можат да се дружат и да креираат политики, предлози, критики кон општината, секако и кон централните институции, сега имаат повеќе од било кога. Се надам и убеден сум, по тоа што го разговарав со младите овде присутни, дека ќе го користат просторот. И овде да најавам дека првиот настан кој што ќе се одржува ќе биде од ЕМСА, Сдруженијето од медицински факултет, студенти од медицински факултет, а секако продолжуваме и со форумите на заедниците, кои што наместо од досегашното традиционално во домот на армијата, форумите ќе се одржуваат во просториите на Младински центар Струмица. Посебните простори за младите се потреба, но и обврска на општините. Согласни се владиниот советник за млади и директорот на Агенцијата за млади и спорт Тасев и Мојсовски. Навистина е задоволство денес да се види дека Струмица добива уште еден значаен простор за млади, Младинскиот центар за млади, кој што е резултат на тоа што градоначалникот и неговиот тим го правеше изминатиот период. Мило ми е што денес бевме сведоци на отварање на ова место кое што треба да понуди дополнителни содржини за младите, да понуди нови активности, нови можности кои што ќе значат на еден начин напредување на самата позиција на младите. Многу е важно што просторот за млади што треба да го уживаат самите млади се развива и на локално ниво и тоа е еден нов импулс во креирање на оние политики кои што значат подобро денес и подобро утре за сите млади. Очекувам во наредниот период овој простор да биде полн со млади луѓе, полн со организации, полн со неформални групи, да се одржуваат голем број на настани кои што ќе зголемат и културната, и спортската, и било каква содржина која што е од нивен интерес. Премногу значат, дефинитивно, ево и од нас како Агенција за млади и спорт, голема благодарност до градоначалникот Костадин Костадинов кој презеде ова катче кое видовме каква руина беше, во што го претвори. Дефинитивно ние и по закон и по сите основи вакви катчиња треба да се формираат и сите општини низ државата, тоа се 80. Ова е направен по сите стандарди и по законот за младинско учество и младински политики кој дефинитивно има катчиња кои не се по закон, али ова е со одобрение од самата агенција по самиот закон и се надевам дека ќе биде ова собиралиште на сите млади струмичани кои дефинитивно ова и го заслужуваат. Нашиот градоначалник Костадин доаѓа од младинските политики и знае и се нафатил кога го правил ова, знае што треба буквално за младите. Така да се надевам дека ќе проложи овој смер и упатувам апел до сите општини кои веќе пробуваат да направат, слободно нека се обратат до градоначалникот на Струмица да се советуваат и да видат како ова катче изгледа. Така да се надевам дека како што сме обврзани по закон до крај на 2024 сите општини треба да формираат. Просторот на новиот младински центар низ годините имал различна намена. Бил дури и ноќен бар, но последните години беше руина.